денес сум расположена за зачините од Блискиот исток. Многу пати сум ви кажувала дека многу сакам да подготвувам храна која не е од нашето поднебје. Не заради тоа што ние немаме убава храна и убави рецепти, туку заради тоа што ме воодушевуваат сите оние зачини кои ги употребуваат сите оние комбинации на вкусови, на топло, благо, кисело, солено, врело, луто. Денешниот рецепт ми е инспирација од баш таков тип на подготовка. Ке ви подготвам мражничи, пилешки, кои ќе ги направам со кромит, меѓутоа претходно ќе ги облеам со јогурт сос. Да, убаво ме слушнавте, јогурт сос во кој ќе стојат пилешките ражничи и ќе ги испечам потоа на скара. Претходно, секако дека убаво и дарежливо ќе ги зачинам. Вториот рецепт кој ќе го подготвам ќе биде ориз, инспириран од мојата алатка која ми стана омилена во кујната. Верувајте, за 12 минути имате совршено сварен ориз кој се двои со зрната. Долго време не може да најдам начин и тоа го правев така што ќе го сварам оризот, па ќе го ставам во некоја цедалка, па паѓаат парченца ориз, па ќе го ставам да го измијам под чешма, но алатката која може да добиете во Карес е многу едноставна, се користи во микро, ставате по упатството, односно една чашка ориз, 2 чашки вода, сето тоа убаво ќе го затворите. Во микро 12 минути имате совршено сварен ориз кој се двои со каде зрната се двојат и многу едноставно може понатака да го дообработите, како што денеска јас ќе го направам тоа со зачини и со путер. Најпрвин ќе го подготвам пилешкото, заради тоа што пилешкото бара малку повеќе да стои, односно ќе ми даде простор тие 10-15 минути доколку имате време да го смислите рецептот или сте ја гледале нашата емисија, можеби 2-3 дена порано, ставете го пилешкото во јогурт сосот од вечерта. Утре дента ќе имате такво меко, такво зачинето пилешко, апсолутно ќе бидете звезда по дома, бидејќи млечниот протеин ќе почне да го готви целата таа маринада која ќе ја ставиме. На коцки започнете и сечете го целото пилешко. За да го зачувате, например, имате повеќе стекови и доколку вам е советот мојата светле, доколку сакате да го зачувате свежо во фрижидер, само посолете го. Убаво премачкајте го со брилијант масло, сончогледово. Ставете го посебно, не еден врз друг да бидат натрупани и да немаат просто да циркулира воздухот од кај нив, така пилешкото може да го зачувате подолго свежо. Не знам дали ви се допаѓаат тие совети кои ви ги даваме во текот на емисијата. Многу луѓе работат на тоа да имате секогаш убави и умни совети кои ќе ве направат подобри во кујната. Јана, например, цело време после секој рецепт, никогаш не ни ги знае рецептите, затоа што никогаш не им кажувам што ќе снимаме од напред. Некогаш им кажувам кога е нешто посложено, меѓутоа Јана после моите емисии седнува и се обидува во консултација со мене да направи цел сет на совети кои може да ви помогнат да имате секогаш правилни техники, да ви го олеснат времето во кујна и секогаш да ви направат да ја заштедите храната, односно да ја употребувате целосно, тој е принципот на целата екипа. Се надевам дека ви се допаѓа, пишете ни доколку имате такви совети, сигурна сум дека ќе имаме можност да ги презентираме во емисијата. Не знам дали ја забележувате, госпогица Бони, која спие најчесто во овој период, меѓутоа секогаш кога се подготвува месо, таа е баш паркирана и чека парче. Имам стапчиња за ражничи. Ќе ги намокрам секогаш кога користите стапчиња за ражничи, намокрете ги. Дрвото од кое се прават може да биде многу суво и доколку не се намокрени да ви изгори на скарата, значи секогаш намокрени. И второто нешто што единствено ќе го ставам во овие ражничи ќе биде кромит, ќе го исечам на четвртинки и ќе го раздвојам за да можам да го набоцкам помеѓу пилешката. Нема ништо ниту да засолам, ниту да ставам, бидејќи се ќе ставам во сосот.
сите ражничи ќе ги нарадам на чинија, потоа ќе ги прелеам со јогурт сосот. Ако немате јогурт, може да употребите и павлака за овој рецепт, односно нешто што содржи АБ култура внатре, за да делува како квасец, нели во целиот рецепт има еден прекрасен, лесен, а зачинет вкус. И ќе започнеме со додавање. Значи, почнуваме со пилешко, ставаме кромит, повторно пилешко, значи кромит, пилешко. Ова ме подсети на татко ми рецептот за палачинки, малку вода, малку брашно, малку вода. Така јас ви го објаснив, пилешко, кромит. Од кога ќе завршите со процесот, следно што ќе направиме ќе биде сосот. Сосот е многу едноставен. Во една чинија ќе ставиме се, убаво ќе го изматиме за да се соединат состојките. Секогаш ако имате време, јас исто така треба да си го послушам својот совет. Секогаш ако имате време, дајте им на сите состојки малку време да здивнат, односно да се спојат и да се состават. Моите ражничи се готови и ќе го подготвиме сосот. Во сосот ќе искористам една чинија, само да ја странам даската. Никогаш немој да употребувате даска на која сте користеле месо. Значи таа мора убаво да се измие заради тоа што месото содржи бактерии на својата надворешност и доколку го измиете месото пред употреба, ризикувате да го зголемите нивото на бактерии внатре. Затоа секогаш искористете го месото земено од месаре, употребете го, исечете го, обработете го, потоа даската убаво измите. По можност, по сите совети, таа треба да остане еден ден и да не се употребува за да изумрат сите бактерии, а доколку користите, например, на истата даска сечете месо и потоа употребите, само ја изабришете и ја употребите за да исечете зеленчук, ризикувате тој зеленчук да добие некоја од тие бактерии кои живеат на месото, тие не се штетни кога ги конзумираме преку месото, бидејќи месото често термички го употребуваме, а зеленчукот пократко се употребува, затоа секогаш внимавајте како тоа го правите. Следно што ќе направиме ќе биде јогурт сосот. Имам една шолја јогурт и во нејза ќе ставам половина лажичка и ќе си помогнам да си измерам со моите нови играчки од Карес. Многу ги сакам. Ова мислам дека ми е половина лажичка. Морско оревче. Баш е згодно заради тоа што се собрани, заради тоа што ако ова мене ми го дадете едно по едно, до утре нема да се знае каде е, заради тоа што секогаш на сите страни ги ставам работите. Ќе ставам една лажичка црвен пипер. Ќе ставам половина лажичка куркума, секако на витаминка. Ќе изгмечам еден лук. И ќе ставам малку џумбир, ќе го нарендам ситно на ренде. За да ми ја ароматизира, да ми даде малку доза на лутина. Доколку сте љубители на луто, можете покрај црвената пиперка внатре да ставите и можеби чили. Јас би ставила. Така. И уште малце. Соберете го целиот дел. Не смеете ништо да фрлате кое е така вкусно и мирисно. И убаво промешајте. Баш ми се рацете од куркумата како да сум во средниот исток. Со кана. Убаво измешајте.
ваков сос треба да добиете, црвен, шарен, убаво засолете го, еден прстофат и засолете ги пилешките стекови. Без бибер ништо не може да направите во овој рецепт, заради тоа што ви треба таа острина. Ја ставам директно врз разничите, затоа што сакам да навлезе во сите слоеви. Ќе промешам. Му дадам малку време да се соединат сите вкусови. Масло. Не смеете да заборавите масло, доколку не ставите масло, ќе може да се случи тие да се залепат, ја за малку ќе го заборавев. Значи, дарежливо 5-6 лажици, брилијант, маслиново масло. Дури на крај пак ќе ставиме одозгора, затоа што ќе ги печеме цели ден намокрени во сос. Прелејте ги комплетно со целата течност. Прекрасно. Ќе ги оставам да одморат, а за тоа време ќе го подготвам оризот. Додека се отмараат ражничите, ќе го подготвам оризот секако во алатката во микро за да заштедам време. Значи целата количина на ориз ја ве измерив. Повторно и овие мерици може да ги најдете во Карес. Тие се еден комплет кој содржи повеќе различни мерици. Ова е една чаша. Ставате една чаша басмати ориз и ставате две чаши, тоест две мерици вода. Ки го засолам оризот само заради тоа што на овој начин, со овој метод, со користење на алатката од Карес, можете оризот ја впива целата течност која ја има, која ќе ја ставите во садот, и на тој начин ќе ви го засоли убаво оризот. А за да му додадам екстра вкус, ќе додадам малку дафинка, една лажичка. Баш ми одговара во вкусот. Дафинка содржи во себе коренот магдано, содржи пашканат, содржи морков и тотално го засилува вкусот покрај солта, ги подобрува вкусовите на јадењето. И ќе ставам замрзната брокула. Намерно ја ставам замрзнатата брокула, бидејќи садот со оризот по упатството се става на температура од 800 вати. Доколку ставите свежа брокула, таа ќе се превари, ќе ја изгуби својата боја, а јас ќе ја ставам зелена, баш замрзната, за да има малку шанси од топлината која ќе се создаде во садот, а ќе ја испрскам со лимон, за да ја задржи својата боја. Еден лимон, ќе го исечам по упатството и мојата втора омилена алатка, верувајте, од кога ја имам дома, ја употребувам и кога не треба, само заради тоа што ми е многу забавна. Значи, влегував внатре во лимонот и добивате шприц од лимонов сок. Пред некое време пробав да направам лимонада. Верували или не, доколку го притиснете лимонот, односно малку го изрулате со раце, успеав да наполнам со оваа алатка и од еден лимон успеав да наполнам 1/3 чаша. Тоа значи дека целиот сокот внатре успева да го истисне. Само убаво ќе ги испрскам. Секогаш кога ќе запнете, кога ќе видите дека нема сок, само промешајте го малку низ лимонот низ раце за да се ослободи течноста и ете. И ставете брокулата врз
оризот за да ви се свари. Оди во микро по упатството 11 минути на 800 вати. Потоа ќе го пропржиме секако во зачини соодветни на нашата денешна емисија. Додека го чекаме оризот, може да се ги подготвиме веќе нашите ражничи. Се одмара, се беа потопени во сосот. Пред да ги пржите, убаво уште еднаш соберете го целиот сос, целата таа прекраснотија од вкусови. Загрејте скара тава и почнете со пржење. Пржете ги од прилика 10 до 12 минути, бидејќи оваа дебелина која ја употребивме на билешкото бара толку време. Доколку сакате да имате попечен вкус, слободно можете од кога ќе ги завршите печењето на скара да ги префрлите уште 7-8 минути во рерна, така уште повеќе го конзервирате сосот од озгора. Јас денеска само ќе ги печам на скара. Ете и Бони ги намириса. Топла скара. Ќе ставам само уште малку масло, само заради тоа што сакам да ми го задржи сосот, да не ми изгорат веднаш. Употребивме јогурт, нели? Сеќавате. И загреана тава ги редиме ражничите. Најубавиот вкус. Одозгора ќе го ставам целиот сос, затоа што навистина би било жално оваа прекраснотија од вкусови да заврши во машината за сладови. И пржете ги додека не почнат да добиваат боја од сите страни. Готови ни се, а готов е и оризот. Само да видам. Изгледа, мислам дека да видам само како, дали е како што очекувам. Апсолутно феноменално. Погледнете, брокулата ја задржа целата убавата боја, одозdo оризот е сварен, бидејќи веројатно брокулата отпушти малку повеќе вода од она што е на упатството. Начин на кој можете да го исцедите е капакот ќе го превртите од другата страна, само да го исклучам да не ми изгори разничак. Ќе го притиснете и ќе го исцедите. Вишек од вода. Многу е практично заради тоа што не се грижите, капакот многу убаво дихтува на садот и не може да ви падне оризот, нема неред во кујната и тоа е тоа. Погледнете како е убаво сварен оризот, се двои. Тоа е сосема она што ни треба, заради тоа што оризот дополнително сакам да го обработам. Да ги префрлам ражничите, да направиме убава чинија. Мирисаат, не можам да ви објаснам како мноштво на, не знам, измешани сладки, јаки мириси, а ја има таа нежност на која имаме од јогуртот. Ќе ја префрлам тавата, за да си спремам друга тава во која ќе го ароматизирам дополнително оризот. Ќе ставам малку брилијантно чоколедово масло. Ви кажав дека секогаш кога употребувате путер,
ставете една лажица сончогледово масло за да го заштитите од горење. И ставете 2 лажици путер да се растопи. Во меѓувреме згмечете едно чешне лук. Лукот не доминира, нели го ставивме во сите воражничица, сега го ставиме и во и го ставам малку да се пропржи, да ми го ароматизира путерот. Да замириса на лук. Внатре ќе ставам една лажичка куркума. Ќе ставам во путерот заради тоа што сакам да ги маснотијата која има путерот да го зголеми вкусот на куркумата и апсолутно да го обои путерот. Сам дека ова е половина, да, ова е половина, значи ми требаат 2. Сите лажички се обележани, значи има таа четвртина лажичка, половина, цела, 2 лажички. Многу практично. Убаво активирајте ја куркумата, направете го жолт путерот и внатре ќе го ставиме оризот заедно со брокулата. Многу е добро кога не се двои оризот, заради тоа што кога не се лепи оризот, заради тоа што може да го пропржите едноставно. Доколку немате ваква алатка, се уште не сте одлучиле да ја купите, слободно измите го оризот под вода за да излезе лепливата течност. Оризот го засоливме, се сеќавате пред да го ставиме во садот за варење ориз и киноа. Само еднаш убаво ќе го промешам. И ќе го ставам на чинијата. За да имате екстра текстура во секој залак, ставете малку кршени бадеми. Секогаш кога ги употребувам, иако ми остане некој, знам да го зачувам за вакви некои рецепти. И имам малку магданос. Ќе го насечкам. Ќе го ставам врз оризот. И тоа беше се за денес. Се надевам дека ви се допадна мојот избор. Се надевам дека е нешто поразлично од она што сте секојдневно навикнати да го правите. Се надевам дека ќе се охрабрите, да им дадете шанса на сите оние зачини кои можат да го исполнат вашиот дом со топлина и со дополнителна убавина. Пратете ни некакви рецепти, следете на нашите профили на социјалните медиуми, останете безбедни и користете ги пакет МК доколку ви требаат намирници во вашиот дом. Сите зачини кои денеска ги употребив може да ги најдете во палетата на витаминка. А ние се гледаме веќе во следната епизода со нови идеи и нови вкусови.